Почитувани, Бог да биде со вас, да ве чува и да ве води во овој денешен ден. Мојата денешна тема гласи: внимавајте некој да не ве зароби со погрешна религија или филозофија. Внимавајте да не ве зароби некој со филозофија. Апостол Павле во Дела на апостолите 17 глава вели: а некои од епикурејските и стоичките филозофи почнаа да се препираат со Павле. Па едне велеа: што сака да каже овој празнословец? А други: се гледа дека проповеда туѓи богови, а тој проповедаше за Исус и за неговото воскресение. Епикурејците и стоичките филозофи се препираа со Павле. Кои се тие епикурејци и стоици? Епикурејците, или како што ги нарекувале филозофи на градината, сметале дека боговите, не дека има богови, тие се измислица на човековиот ум, дека тие богови според нив се многу далеку и не се занимаваат со човечките дела и немаат никакво влијание врз нив. Тие во суштина биле убедени дека светот е подвластен на случајноста, произволно натрупување на атомите и дека никој не може да ја победи смртта и нема никаква тенденција дека по смртта има страшен суд. И затоа луѓето треба да бидат слободни и да уживаат во своите наслади, посебно да ги чувствуваат ведрината и радоста на животот, прочистени од болката, страстите и стравот. И во денешно време, иако за мнозина овие филозофии се непознати, сепак се практикуваат на големо. Едни го замислуваат животот како епикурејците, да се ужива колку што може повеќе, да имаш секакви наслади и тоа е животот. Други пак, согледувајќи ги страдањата, се прашуваат каде е Бог? Го има ли некаде? Штом не се интересира за нас и нашите проблеми и болки, тогаш не сме одговорни за нашите постапки и дела пред Него. Мнозина се прашуваат зошто војни, зошто умираат млади луѓе, зошто умираат деца. Ако има Бог, зошто тоа не го спречи? И на ваков начин му пркосат на Бог. Чувството дека ништо не постои вон видикот на човекот е само уште една сатанска измама на модерниот човек. И ние, како и Павле, се бориме да му докажеме на овој свет дека Бог е сепак присутен во секоја сфера на човечкото живење. И пророкот Еремија, како и Павле и другите апостоли, пишуваа и зборуваа за тоа велејќи: за да го бараат Бог, не били го допреле и нашле некако, зашто тој не е далеко од ниеден од нас, зашто во Него или преку Него живееме, се движиме и постоиме, како што и некој од вашите поети рекле, и ние сме Божји род или Негов род. Тоа е запишено во Дела на апостолите 17 глава. И затоа апостолот Павле, свесен дека ваквата заблуда ќе ги одведе во пеколот, им предлага на атињаните да се покајат од сите своји гревови и да веруваат во она што тој им го проповеда, нагласувајќи ја Божјата сила во создавањето и неговата грижа за овој свет. Тој вели вака: и сега Бог, не гледајќи на времињата на незнаењето на луѓето, сега им заповеда на сите луѓе да се покајат насекаде и сите луѓе, зашто определи ден кога ќе му суди праведно на целиот свет, преку човекот кого го определи за тоа, давајќи им на сите уверување со тоа што го воскресна од мртвите. Ако досега си живеел стоички или епикурејски, од денес почни да живееш за оној кој умре и воскресна за тебе, а тоа е Исус Христос. Кога велиме да живееш за Исус Христос, прашањето е на кој начин да го запознам тој Исус Христос, што треба да направам за да можам да се спасам. Библијата дава одговор и на ова прашање. Треба да имаш вистинска вера, не некоја наследна, што си ја наследил од раѓање, од твоите прародители, од твоите родители и така натаму. Туку вистинска вера која спасува. Во Библијата имаме јасна дефиниција за верата.
Апостол Павле во Ефесјаните, евангелистот Јован во своето евангелие тоа го објаснува и вели како треба да веруваме. Например, во Ефесјаните апостол Павле вели дека верата е Божи дар и дека не се стекнува преку дела, во ниеден случај преку делата на законот. А во Евангелието според Јован, 4 глава, 10 стих, Исус таму зборува со жената Самаријанка и предочува дека спасението е Божи дар, чист Божи дар. Библијата е јасна насекаде. Единственото нешто што човекот треба да го направи за спасение, за своето спасение, е да практикува вистинска спасителна вера. Вера во Исус Христос. Верата е тој инструмент што Бог го користи за да ги доведе поединците во спасоносен однос со Бог. Тоа не значи дека верата е основата на нашето спасение, туку верата е каналот преку кој Бог дава спасение. Некој рекол, спасителната сила на верата не се наоѓа во самиот себе, односно да биде човеков производ, туку во семоќниот спасител на кого таа вера почива. Верата е дар од Бог. Тоа не е нешто што луѓето се способни сами да го произведат, како што реков. Кога верата би била дело на човечка активност, човекот би можел да земе делумна заслуга за своето спасение. Но, таквиот концепт им е туѓ на писателите на Библијата. Павле предвидел дека луѓето ќе имаат тенденција да се фалат со својот удел во спасението кога напишал дека верата е Божи дар. И затоа вели тој, никој да не се фали. Спасението е цела благодат, како што рекол некој. Верата доаѓа како резултат на преобразувачкото дело на Светиот Дух. Без Светиот Дух човекот не може да верува во Исус Христос. Светиот Дух е таа Божја сила, Божја моќ, преку кого човекот верува и се спасува. Духот ги оживува нашите срца да веруваат во Исус. Без наново раѓање нема вистинска вера. Тоа е факт. Тоа можеме да го забележиме во Евангелието според Јован, 3 глава, каде што Исус му вели на Никодим дека треба да се роди од вода и дух. Затоа, почитувани, верата, иако се манифестира на дело, доаѓа како резултат на Божјото дело во нас. Бог ни дава вера, а оваа вера се покажува или манифестира преку нашето живење, правејќи се што е доблесно и корисно за луѓето. Како што вели Павле во Ефесјаните 2 глава, Бог однапред ги подготви да одиме во нив. Библијата вели дека ако веруваме во Исус, ќе се спасиме. Меѓутоа, верата не е представена во Библијата едноставно само како интелектуално одобрување на фактите во самото Евангелие што е напишано. Вистинската спасоносна вера вклучува покаяние од гревот и целосна доверба во Христовото дело, за да може да дојде оправдување преку вера. Сите реформатори зборуваа за 3 аспекти на верата, да ги запомниме. Прво, признавање на вистинитоста на евангелските тврдења. Второ, потврда на нивната вистина за духовна потреба на човекот и лична посветеност кон Господ Исус Христос, кој во врска со неговата смрт ја осигури жртвата за нашите гревови. Присуството на сите 3 компоненти заедно води до спасоносна вера. Спасоносната вера влие и на умот и на волјата и прави целосна промена во човекот. И покрај тоа што не повикува да веруваме во Господ Исус Христос, Новиот Завет користи неколку фигуративни изрази за да ја опише природата на спасителната вера. Можеби најживописната од овие фигуративни споредби се наоѓа во зборовите на Исус во проповедта на гората. Тој вели: блажени се оние што се жедни и гладни за праведност, зашто тие ќе се наситат. Во овој стих Исус ја поистоветува вистинската вера со жед и глад. Например, ако е некој неверник, преку делото на Светиот Дух може да ја свати својата итна потреба за храна и освежување и со вера
dođe ka Isus barajući od Него da je zadovoli ta potreba na glad i na žet. Ova je ubava slika za verata. Prvo, postoji priznavanje na Isusovo tvrdenje deka to je lebot na životot i deka to je izvor na života voda. Potom nevernikot stanova ubeden deka Isusovoto vetuvanje je točno i deka točno odgovara na negovata dlaboka žete i glad, što je bara ušte od samo to rađanje. I konečno, toj nevernik, toj počnuva da dejstvuva, bara od Isus da go zadovoli gladot i da je zadovoli žeta. I taka, vistinska ta vera poslušuva, veruva i aktivno reagira na sve što je napišeno u Biblijata. Zato Bog tolku go vozljube ovoj svet, što go dade svoj jedinoroden sin, da sekoj što veruva vo Nego da ne zadine, tuko da ima život večen. Da, oslobodi se od epikorejcite, oslobodi se od stoicite i veruvaj vo Gospod Isus Hristos i toj preku vera te spasi. Nemu neka mu je slava vo site vekovi. Amin.